Евана од штипско семејство сакаше да наплати заостана долг и изгуби на суд. Семејство од Штип доби правосилна судска пресуда против компанијата. Ова е крајна разлика. Апелација Скопје го потврди, веќе немаат право на жалба, немаат право на друга инстанца и мислам дека и на меѓународен суд да отидат, ќе изгубат бидејќи сите правни нормативи истрпени во матичната земја Република Македонија се истрпени, сите правни средства, вклучително и во ова постапка имавме вештачење од еден наш стручњак во Штип, кој е одлично вешто лице. Извештачивме, докажавме дека по ниту еден правен основ на ова семејство Евана не должат ништо. Случајот се води уште од мај 2015 година, кога семејството решило да побара правна помош, зашто иако плаќале, сметката за струја никако не можеле да ја докараат на нула. Стануваше збор за наводен заостаток на долг од 160.000 денари, од 2002 година па наваму. Се провлекувало низ фактурите секој месечни. Сметките за струја досега биле причина за бројни незадоволства кај корисниците, па се поголем е бројот на оние кои се одлучуваат за судска разрешница. А ги има многу вакви кои доаѓаат потоа да ми носат овие фактури на кои стоело за останок долг. Ги охрабрувам да истиот долг не го плаќаат, долг цена дека заостанат повеќе од една година, бидејќи, напоменувам, доколку Евана Македонија сметала дека некој му должи, тие задолжително ги тужат. Штом после една година од заостатокот на долгот нема тужба, значи тие не се сигурни самите во себе дека тој долг ќе добие на суд. Инаку, според Законот за облигациони односи, секој долг за јавна давачка застарува за период од една година. По истекот на овој рок, никој нема право да им бара пари на граѓаните за наплата на сметка. Секако, ова важи само доколку за долгот корисникот претходно не е тужен. Инаку, за овој случај ТВ Стар пишуваше во февруари годинава, кога се помина првата судска инстанца, пошто Евана, преку портпароло тата на Сковачевски, ни се закани со тужби и прекин на непосредна соработка.